Добре дојде во студио за господинот Јове Кекеновски. Иако не знам како да ве представам, дали сте фродем, дали не сте, имаше низа обвинувања околу... Вие тврдевте дека сте го исфрлиле господинот Трифун Костовски, тој со имейл соопштение тврдеше дека вие и господинот Ненад Новковски сте исфрлени. Што всушност се случува таму, да ја слушнеме вашата верзија? Како да ми се обратите? Убаво се обративте како Јове Кекеновски, еден од основачите на Фродем, и понатаму еден од фронтмените на Фродем, употребивте една тешка квалификација, ве исфрлија, односно исфрливте. Апсолутно, значи не се работи за исфрлување, туку се работи за едно разидување, кое што подобро што се случи сега на почетокот, во моментот кога се уште се конституира, односно се доконституира фронтот, отколку да се случеше подоцна, кога веќе ќе навлезевме во една друга фаза на дејствување и би било уште пострашно тоа да ни се случеше она што им се случи на хрватската опозиција, поточно на новата политичка сцена која што излезе во јавноста на хрватската политичка сцена и да ни се случеше такво нешто. Значи, подобро некои работи кога не одат во старт да ги решите, отколку да подоцна имате поголеми проблеми. За волја на вистината, јас ви понудив да дебатирате со господин Трифун Костовски, вие одбивте? Па, видете, јас не одбивам со никој да дебатирам, меѓутоа во една ваква ситуација излишно е да дебатираме, кога ние дебатиравме месец и пол-два наназад и кога не успеавме очигледно да ги споиме оние спротивставености, да ги надминеме тие спротивставености. Со тоа што јас кажувам дека за големи идеи се потребни големи луѓе, за големи проекти се потребни луѓе со една ширина, со една визија, со капацитет. Можеби во една ваква ситуација, јас не велам дека немаат капацитет, можеби во една ваква ситуација отсуствуваше желбата за покажување на таква една спремност да се впушти во една ваква нова борба и да се промовираме на политичката сцена како една нова политичка сила, впрочем онака како што ги промовиравме во старт. Добро, велите да одбивале да се впуштат во некаква борба, говорите за господин Трифун Костовски, за кого студиото секогаш е отворено за дебата и за интервју. И во оваа прилика се разбира, можам да го поканам и тој да дојде на интервју. Но, како вели Фродем, односно Трифун Костовски, вашите цели се партиски и вашата партиски политички, вашата цел е да излезете на избори, намерите ви се нечесни и неискрени. Па не гледам зошто намерите се нечесни, ако... Не го договоривте ли на самиот старт? Заради тоа што господин Трифун Костовски не јавуваше дека може би прераснало ова движење во партија. Значи, сакавме да одиме фазно, сакавме да одиме етапно, со тоа што во првиот момент ќе требаше да действуваме како еден коректив, како една визија, со една визија, нели, да го редефинираме овој наш политички систем и внатре-партиската демократија, со тоа што во една втора фаза, доколку тоа го побараат граѓаните, за волја на вистината се поголем број на граѓани ни пристапуваат. Посебно би потенцирал дека се работи за луѓето кои што се разочарани од дејствувањето на ВМРО ДПМН, бидејќи најголем дел од основачите на Фродем се всушност луѓе кои што се ВМРО-овци, кои што остануваат ВМРО-овци и понатаму. Но исфрлени од ВМРО ДПМН како вас, например? Јас сум исклучен нестатутарно, меѓутоа никој не може да ми го одземе правото јас да се чувствувам ВМРО-овец, бидејќи најголем дел од својот живот јас сум посветил на таа политичка партија, сум ја градам и сега настојувам да ја ремоделираме таа внатре-партиска демократија, односно да ја поставиме партијата на вистинските основи. Ако тоа не можам да го сторам од внатре, тоа ќе го со помош на соистоместениците кои од ден на ден се побројни, се поавторитетни луѓе пристапуваат, чинам дека ќе успееме во блиска иднина тоа да го направиме. Како ќе успеете? Меѓутоа, дозволете. Значи тоа сигурно не можеме да го сториме однатре, бидејќи знаете сите врати се затворени во тој сегмент. Еден дел од соистоместениците се обиди и со покренување на иницијатива за покренување на воден конгрес, меѓутоа штама, тоа не поминува во структурите на партијата и оттаму сметавме дека со појавувањето на избори, значи ние ќе најдевме форма, не мора тоа да
да биде политичка партија, ќе најдевме форма да излеземе на изборите, да освоиме солиден, односно солиден број на пратенички места, со кое што подоцна, нели, ние би ги реализирале целите кои што ги промовиравме во фронтот за демократска Македонија. Но како ќе го решите расколот во Фроден? Па нема раскол, видете. Како нема раскол? Ама сега ќе ви кажам. Сите тврдите дека некој е изврлен. Не, видете. Како ќе решите кој го има правото на Фроден да действува во име на Фроден? На сите им е мош непознато. Значи, јас мислам дека во блиска иднина ќе надвладае разумноста, можеби кај оној многу мал дел кој што остана со господинот Костовски, од причина што ние не сакаме да земеме ништо што е туѓо. Значи, ние кога го создававме Фроден, кога ние го создаваме повеќе време наназад, изготвивме платформа, го изготвивме името, кога велам ние, тоа е во главно и ВМРО-вскиот дел што нели го создаде Фроден и кој што му понуди на господин Костовски со неговото движење, без разлика дали беше формирано или е во фаза на формирање, да се приклучи. Ако некој се приклучил, нормално е дека ако постојат недоразбирања во оваа фаза, нормално е да си замине со тоа што она што го донел нека си го земе во тој момент, меѓутоа името, платформата и целата идеја останува наша и ние продолжуваме да реализираме таа идеја. Велите со разговор ќе го решите ова, а не со препукувања во јавноста, во медиумите што сега тоа го чините. Знаете што, јас излегов на ваша покана, не во смисла да се препукувам, во смисла да ја кажеме вистината, која што мислам дека на најголем дел од граѓаните Сте се обидале ли джентлменски да разговарате? Апсолутно разговаравме джентлменски и гледате дека мојот вокабулар не е во насока на компрометирање на одредени личности, туку во насока на расчистување на работите. Ги расчистивте ли работите? Па мислам дека да, дека се расчистили и тука нема никаков проблем со тоа што ние продолжуваме. Да продолжувате како Продолжуваме со нашата платформа. Па видете, не може нашето интелектуално право никој друг да го користи. Тоа е наше право и останува со нас. Ке кого се печатите? Нема печати, тоа немаме печати. Ова е главната шега во државава откако настана збрката со печати на Стојче Тимовски. Печати нема, бидејќи ние не дојдовме до фаза да го регистрираме, меѓутоа секој си носи дел она што што го дал во Фроден и така да на сите мошни и јасни, и од тука мислам дека нема да има проблеми. Добро. Велите не постои службена мейл адреса на Фроден, го отврливте нивното соопштение. Па видите, ако читате таму, ние не видовме од кого е подпишено тоа и тоа се неименувани луѓе кои што го злоупотребиле, сајтот кој што за сега го користат луѓе од блиското опкружување на господин Костовски, меѓутоа чинам дека и тоа за кратко време ќе го решиме. Ние моравме да реагираме поради фактот што прво бевме изненадени од едно такво соопштение, второ бевме изненадени од тоа што сите бевме тргнати од тој сајт. Ние кога појдовме со честни намери, крај крајева кога разговаравме, рековме дека тоа цивилизацијски ќе го направиме. Ние апсолутно не употребивме ниту еден сегмент во нашиот вокабулар на навреда, ниту на било што, само употребивме факти и докази кои што мислам дека набрзо ќе дојдат до целокупната јавност крај крајева и во принцип тоа што е наше не го даваме, тоа што е туѓо не го земаме. Добро, ама не ми е јасно заради тоа што околу службената мейл адреса, односно адресата на сајтот. Знаете. Не, ама досега испраќавте соопштенија, ја информиравте јавноста за одредени активности. Досега не реагиравте. Но кога имаше соопштение против вас, тогаш рековте дека оваа мейл адреса не е валидна. Па видете, во принцип за одредени соопштенија ние бевме информирани, меѓутоа за другото не бевме информирани. Второ, навистина кога се пишува соопштение, се пишува през службата на Фроден. Меѓутоа овде ниту видовме некој подпишан, туку апострофирање само на одредени имиња, кое што и тоа за жал во еден негативен контекст и ние реагиравме бидејќи секој оној кој што го напишал мора да знаеме кој го напишал сето тоа, а не да се крие
не да се крие После како овој анонимни соопштения. После овој серијал на припукување на обвинувања. Не беше серијал, беше. Добро, но дали седнавте со господинот Трифон Костовски да разговарате? Само се слушнавме на телефон и рековме дека не би требало да има припукување, впрочем, и ние се држиме до тој став и ќе продолжиме, нели, цивилизацијски секој, нели, со своето знаење, со своето умење, со својот капацитет. Понатаму да турка целата. Не е јасно каде се разидовте. Всушност постојат неколку верзии на настанот, односно на расколот, дека вие имате желба не само да формирате политичка партија, туку и да се обедините околу оној фронт на десницата. Мислам на Павле Трајанов, мислам на Лиле Поповска и така натаму. Па знаете што, кога го стававме ние името фронт, ние уште во старт, бидејќи ова се преговори кои што траат многу долго време. Би рекол скоро година и повеќе, и со голем број на политички субјекти. Впрочем, самото име фронт кажува дека внатре треба да влезе што е можно поголем број на, нели, како на правни лица, поточно политички субјекти, па дури и невладини организации, здруженија на граѓани, поединци, индивидуалци, кредибилни, авторитетни во јавноста, кои што нели ги прифаќаат целите на Фродем од една страна, од друга страна кои што јасно имаат за цел дека работата отиде на предалеку и дека сите имаме пред се морална, а потоа и патриотска обврска да се ја спасуваме држава. Добро, но прашањето се одговорете на прашањето, сега, да. Значи да се навратам, дозволите. Значи во една ваква ситуација ние во фронтот имаме и политичка партија која што е. Ке пристапат и други политички партии. И од тука ние не го гледаме фронтот како една приватна собственост, како една приватна фирма во која што некој ќе ни кажува што треба да правиме или како треба да правиме, при тоа бегајќи од основната платформа. И второ што е битно, ние настојуваме сето тоа да биде на една хоризонтална основа, каде што ќе имаме повеќе фронтмени и сите со свој своje активно действување да дадат свој придонес во промоцијата, развојот и успехот на Фродем. Но кога би настанало, кога би прераснало во политичка партија, верувам дека би имали и лидер. Кога ќе прерасне во политичка партија, сигурно дека ние ќе мораме да имаме лидер, меѓутоа тој лидер би бил прв меѓу еднаквите, иако основната филозофија да бидеме сите еднакви меѓу еднаквите. Видете, во Фродем утре ќе пристапат и лидери на политички партии. Како можам јас? Кои се тие лидери? Па ќе слушате набрзо во јавноста, ќе излезат. Во преговори сме со повеќе политички партии, тоа се воглавно партии кои што ќе ја напуштат или веќе ја напуштиле коалицијата. Говориме за луѓето кои сега ги споменав, Павле Трајанов, Лиле Поповска. Вие ги споменавте, меѓутоа ние со секого разговараме и со луѓе кои што не излегле од политичката партија, меѓутоа во секој случај добре дојдени ќе бидат да се сојузиме со сите оние кои што немаат негативен бекграунд во делот на своето действување. Чинам дека такви политички партии има кои што биле маргинализирани, меѓутоа ради својата можеби прагматичност. Партијата на Љубе Бошковски можеби? Па партијата на Љубе Бошковски официјално е во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз, меѓутоа вратите се отворени за сите добронамерни субјекти и сите оние кои што гравитираат од центарот кон десно. Значи, која е идејата? Сите политички партии од десницата да влезат под едно име Фродем и да излезат на листите? Не, Фродем, знаете, Фродем ќе биде само еден од субјектите кои што ќе се осојузи со другите политички субјекти, невладини организации. Тоа е прашањето. Би оделе со едно име на избори? Со едно име, секако со едно име. Тоа е ствар на, резултат на договор што ќе го постигнеме, меѓутоа верувајте, бидејќи идејата ни е многу поголема, апсолутно не сме суетни во делот на името, мислам дека ќе одбереме име во кое што сите заеднички ќе партиципираме. Значи Фродем ќе учествува во некоја идна коалиција која што мислам дека набрзо би требало и да се промовира на политичката сцена, со тоа што велам, вратите ќе бидат отворени за сите политички субјекти, невладини организации и здруженија кои што имаат исти идеи и исти цели како нас. Десничарството го влече баласт од хипотеката на национализам,
десничарските партии во принцип се популистички, но и националистички, би влегле или останати етнички политички партии, албански, турски и така натаму? Значи, реков дека сме отворени, ние токму и 12 принципи кои што ги промовиравме во нашата платформа, токму укажуваат пред се на една граѓанска опција, каде што ние како препознатливи ВМРО-вци, луѓе кои што јас честопати за мене, јас сум рекол, јас сум еманципиран ВМРО-вец кој што едноставно си ја сака пред се својата држава, дури понатаму на второ, на трето место може да му биде партијата. Нас и мене лично ни е побитна иднината на оваа држава да ја спасиме од патот на кој што ни е појдена, бидејќи очигледно дека сме надвиснати над амбисот. Ако не превземеме сериозни чекори и ако не надвладее разумот кај сите нас да се обединиме, издружени да се избориме против оваа злокоп на јавната сцена која што ја гледаме десетина години, ние нема што повеќе да бараме. Значи, за жал може да се случи да се изгубиме и државата, а ние сите имаме морална и патриотска обврска сето тоа да го спречиме и да се обидеме на ова поле да се замине што е можно побрзо оваа политичка гарнитура. Добро, имаш информации дека ги најавивте вашите коалициони партнери, ако не сакате да кажете кој всушност ви влегол, но имаше информации дека господинот Костовски не се согласувал со вашиот избор и дека имал друг избор на ум. Сигурно дека за коалиционен партнер. Сигурно дека очигледно и во тој дел имаше едно мало разделување или големо како сакате речете го. Нашиот избор е генерално на луѓето кои што не се огрешени од законите, луѓето кои што имаат една позитивна биографија, би рекол, односно не се отцрниле во практикувањето на власта. Ние сигурно нема да дозволиме. Господин Павле Трајанов е коалиционен партнер на оваа власт. Не го доживувате ли како дел од власта? Па господин Павле Трајанов долго време, колку што мене ми е познато, а мислам дека и на јавности е познато, долго време се појавува улога на коректор на власта. Но сепак останува зациментирана таа позиција како коалиционен партнер. Па јас ширам дека веќе е донесена одлука за нивно истапување од таа коалиција. Впрочем, таа одлука е донесена и многу порано на едно можеби пониско ниво, сега е најверојатно и на централно, на највисокото нивно раководство е донесена. Меѓутоа, очигледно неговите ставови сите негови ставови буквално укажува и беа во насока на корекција на многу работи кои што несакани работи кои што се случува. Неуспешна корекција. Јас морам исто така. Годините. Па неуспешна ако сте единка вие во тој тогаш треба да го напуштите. Па го напуштите и други. Па напуштите и други. Верувајте дека мислам јас дека деновивеќе се уште да напоменам друго во делот на ние во Фродим имаме и голем број на пратеници од првиот состав. Јас би споменал да речем еден Благојат Шкатровски, еден Горан Зафировски, еден Јордан Бошков. Но со Змејковски се разидовте исто така. Па не, со Змејковски не се разидовме, бидејќи ние во ВМРО вистинска кога пристапивме, тоа беше резултат на тоа што во партијата после толку години си замина оној дел од пробугарското крило, меѓутоа очигледно во партијата дојде некое друго крило кое што не кореспондира, не соодветствува со моите ставови, со моите принципи, надпред се национални ставови, второ честни принципи и оттаму господинот Змејковски остана таму да коалицира, беше и на одредени функции, меѓутоа говориме за овој период, господин Кекеновски. Не, господин Змејковски, со кој Змејковски? Со постариот говорите? Не, братот на Борис братот, Змејковски. мислите? Да, мислите. Значи не се разидовме ние со тоа што они остана. Како не се разидовте? Ама чекајте сега. Господинот Змејковски беше на интервју кај мене. Значи господинот Змејковски си останува, целта им е иста, заминување како и нашата. Заминување на оваа политичка врхушка на ВМРО ДПМН. Значи со тоа што они остануваат да се борат внатре, меѓутоа мислиме дека ние статутарните можности не ни даваат однатре. Со тоа што ние и денеска сме во едни коректни односи релации, тие се действуваат однатре, ние однатре. Нема да го ширите фронтот да влезат во вашиот фронт. Па фронтот е отворен за сите, верувајте, добронамерници, меѓутоа се до оној момент они додека не видат и сами не се убедат дека не можат однатре ништо да сторат во делот на заминувањето на оваа политичка гарнитура,
ние не би вршеле притисок, односно не би инсистирале да влезат. Меѓутоа, ние сме отворени за сите, кои што, бидејќи исто размислуваме, меѓутоа, очигледно патиштата само ни се различни. И тука нема никаков проблем, нема никаков спор. Која беше идејата за коалиционен партнер на господинот Костовски? Па добро, ние сакаме да водиме една реална политика, една реал политика која што и горе-доле ги проценуваме од прилика на колку можеме пратенички места да максимално или минимално во една ваква комбинација. Јас во принцип досега и не сум погрешил во делот на моите политички анализи, посебно предвидувања во делот на освојувањето на мандатите. Тука би ве прекинала. Кога бевте председателски кандидат, најавувавте дека кандидат на конвенцијата. На конвенцијата најавувавте дека ќе победите. Се сеќавате, имавме интервју и во ова студио, но имавте и серијал такви изјави. Па вие ако знаете, јас сум морален победник таму, бидејќи знаете во каква атмосфера се одвиваше сето тоа. Второ, самата конвенција, луѓето кога доаѓа на гласачките кутии, јасно и гласно велеа, професорот ни одржа лекција, меѓутоа мораме да гласаме. Така како што ни е наредено. Впрочем, и вие знаете каква е демократијата во ВМРО ДПМН и дури тие 10% кои што се одважија, кои што се охрабрија да гласаат за мене, тие 10% тогашни на таа конвенција, диригирана конвенција, денес е многу повеќе. Кои што пристапуваат и ги поддржуваат моите, односно нашите ставови на Фроде. Добро, но предпоставам дека се надевавте на чудо, дека ќе се случи чудо и дека ќе победите. Па, знаете што? Но чудо во политиката не се случува. Знаете што? Чудо не можеше да се случи ако во средата навечер ви ги променат повеќе од 300-400 делегати. Но вие бевте свесни за целата ситуација. Да, меѓутоа... Заради тоа велам зошто најавувавте дека ќе бидете председател. Преку ноќ сигурно не се случува. Кандидат. Преку ноќ не се случуваат чуда. Со моето влегување, јас докажав дека во ВМРО ДПМН постојат луѓе кои што се спремни на јавната сцена и да се спротивстават на оваа политичка врхушка на ВМРО ДПМН, да им кажат дека постои и друг пат, дека постои алтернатива во ВМРО ДПМН. Благодарение токму на тоа мое излегување се роди идејата и за фронтот на слободоумни патриоти и идејата на Фродем. Впрочем, ние сме предвесници на промените, односно враќање на партијата на вистинскиот пат, а не на овој пат. Има ли желба партијата да се реформира? Досега таков расплет не се гледа. Па, вие не го гледате тој расплет, бидејќи ние постојано комуницираме со членството, ние го гледаме и го знаеме расположението кај членството на ВМРО ДПМН, меѓутоа и кај јавноста го гледаме расположението. Така да расплет ќе се случи, сакале или не сакале, посебно во оној момент кога Груевски ќе се замине од својата функција. Кога ќе се замине, кога ќе се одважат, сега полека... Свртат грб на Груевски. Па, бидете трпеливи, причекајте. Јас реков дека заминувањето на оваа политичка гарнитура е процес кој што ќе трае малку подолго. Иако лично верувавме дека ќе биде побрзо, меѓутоа, кога ќе профункционираат институциите на системот објективно, кога ќе сноси секој одговорност за она злодело што го направил, верувајте дека тогаш ќе се одважат уште многу поголем број. Меѓутоа, првиот сигнал нека ви биде по оној момент кога ќе се замине од политичката функција, со тоа што и денеска се поголем број на луѓе се охрабруваат, одважуваат да проговорат јавно, иако јас велам, ние и јас бев предвестник на сите овие случаи. Која струја ќе преовлада? Она на старото ВМРО ДПМН, чии представник сте вие, Антонио Милошевски, можам да го ставам исто во таа група? Не можете да го ставите Антонио Милошевски во оваа група, бидејќи Антонио Милошевски во оваа група која што сега не донесе до ова да реже. Говорам за тоа дека корените се од неговите корени се од старото ВМРО ДПМН. Но дали е потребна, моето прашање е друго, дали е потребна таа реформирана ВМРО ДПМН со старите кадри на ВМРО или пак некои млади, нови кадри? Знаете што во партијата мора да има подмладување во партијата. Меѓутоа секое подмладување, секое напредување на во партиската хиерархија мора да биде постепено. Не можете вие преку ноќ луѓе кои што воопшто не размислувале, не знаеле што е ВМРО ДПМН, кои што се бореле и денеска се однатре се борат против ВМРО ДПМН, против носителите на идеологијата, вие преку ноќ да ги поставувате на клучни не само партиски, туку и политички, односно државни функции. И оттаму ние ќе редефинираме прво
таа внатре-партиска демократија, ќе дозволиме слободно пристап на сите членови, меѓутоа мора да има скалила во тој дел. Второ, вие велите стари кадри. Да, стари кадри, меѓутоа чисти кадри кои што немаат ниту една дамка во своето политичко дејствување. И оттаму, ако ја следите политиката, треба подмладување, меѓутоа не можете вие да ги отфрлате старите кадри како непотребни. Не можете да ги доживувате како мастика и жвакана и оној момент кога ќе ви помине шекерот да ја исплукате. Значи, тоа... Не мислите ли дека е подобро лидер да излезе во ВМРО-ДПМН од партијата сосема нов, како велите вие, некој сосема чист, но сепак млад човек? Апсолутно, отворени се сите опции во тој сегмент. Ние сакаме младите да дојдат и ќе им помагаме на младите. Меѓутоа, мораме ние кои што сме создавале партијата да го дигнеме гласот и го дигаме гласот и впрочем укажуваме на сите овие недоследности кои што ни се случуваат. Но не и да ги диктирате политиките, се надевам. Апсолутно не можеме да диктираме политики, бидејќи јас сум по природа демократа и сите ние кои што сме, сигурно нема да го повториме она што некој нас не го прави. Добро, да, ако бевте демократ, ќе дозволевте да имате дебата со Трифон Костовски. Но сега едно друго. Видете сега, дебатата јас никогаш не ја одбегнувам, јас секој сум доаѓал на сите дебати сум доаѓал. И двајцата сте цивилизирани, луѓе, култивирани луѓе. Нема, дебатата предпоставам повеќе вас ќе ви користи отколку нас да ни користи. Користи на јавноста пред се. Апсолутно. Како го доживеавте хоророт во Франција, масакрот кој се случи? Па би бил така необјективен ако речам дека не се очекуваше. Очигледно беше дека после случувањата, сите овие случувања на Блискиот Исток, после сите оние укажувања дека е можно меѓу овој огромен број набран на бегалци да се случат и вакви работи, ние не смееме сите бегалци да ги етикетираме дека се терористи, меѓутоа факт е поради пропустите кои што постојат пред се на приемот во Турција, па од Турција во Грција, каде што едноставно нема никаква контрола, па преку нашата граница, преку Србија заминуваат во Западна Европа. Меѓутоа, чинам дека од сето ова што се случува и како оди она размислување, иако морам да признам дека можеби најголемиот, да кажам, остави не да признам, според мене најголемиот виновник за целокупната оваа криза е токму Ангела Меркел и Германија, од причина што тие беа први кои што ги повикаа бегалците, имајќи во предвид, не знам дали тоа гледачите го знаат, јас имам еден труд научен кој што ќе го презентирам сега во четврток на една меѓународна политиколошка конференција, каде што ќе излезам со конкретни податоци и факти како на Германија во една ваква ситуација, во услови кога имаат намален наталитет, кога им опаѓа популацијата, бројот на населението, имаат потреба од работна сила. Податоците велат дека во Германија сега недостасува некаде околу 600.000 работни луѓе. Исто има еден друг податок кој што вели од сите пријавени сиријски граѓани, некаде 80% оние кои што дошле во Германија се млади луѓе на возраст до 34 години. Тоа е најубавата возраст која што и дава на Германија да го пополни оној празен простор кој што го има во овој момент, потреба од работна сила и високо образование. Од стрикно себични причини, користолюбиви причини тоа го сторила Германија, односно Ангела Меркел, а не од хумани причини. Велите дека требале да постават бодликава жица, можеби со струја? Не сум јас таков човек кој што вели дека треба да се постави бодликава жица, меѓутоа позади хуманите причини сигурно дека стоја едни прагматични причини, потреба за побрзо пополнување на оние слободни работни места со високо образован кадар и крај крајева ефтина работна сила која што доаѓа. Впрочем, сетете се само на изјавите, односно и на одлуките кои што ги донесе германскиот Бундестаг, каде што за побрзо нивно вклопување во германското општество тие издвоија 5 милиарди, чинам дека евра за доедукација или едукација на сите овие кои што ќе добијат азил во Германија. Тоа е големото зло од кое се плашите, луѓето да бидат едуцирани, на луѓето да им се помогне. Оние деца кои се дават во морињата, оние
Не можете така да ги извртувате моите тези, не можете Добро. да ги извртувате. Не ги извртувам, ве прашувам. Хуманоста, ако... Не е хуманост да ги отворите вратите на една држава како што тоа го сторила Ангела Меркел. Јас не велам дека не е хумано, меѓутоа тука постоje и други прагматични причини. Пред се, можеби има, не можеби, туку сигурно има и геостратегиски причини, меѓутоа од друга страна има и социјални, односно економски причини. Впрочем, како вие ќе го етикетирате она што се случува сега со Словенија, со Хрватска, со поставувањето на бодликави жици? Тоа е во ред за вас? Не е во ред, меѓутоа од една не страна мора да се... За Словенија и Хрватска не е во ред, но Германија не постави бодликави. но Германија кога ги отвара широм вратите, тогаш исто така тоа не е во ред. Што е во ред? Видите што се случува. Ако доволно ја пратите целокупната ова случување со Германија, Германија зошто врши селекција на луѓето кои што ќе ги прима? Зошто пред се ги пуштаат сириците, а не ги пуштаат афганистанците? Тоа е едно. Второ, зашто највеќе ја зимаат поедуцираната класа за разлика од неедуцираните? И ако видите, постојат одредени параметри, јас не ги понесов, не знам дека ќе дискутираме на оваа тема, каде што јасно кажуваат дека сите оние едуцирани ќе бидат згрижени, а оние другите кои што нема да добијат азил во Германија ќе бидат повторно вратени назад. Целокупната оваа ситуација и она што се случи, посебно после Париз, јас се плашам дека колатерална штета и жртви најмногу ќе испаднат Србија и Република Македонија во една ваква ситуација, со сите они најави, ако требаше да биде Македонија транзитна зона, се плашам дека ќе стане прифатилиште за бегалците или тука се уште, значи, немаат систем кои се бегалци, кои се мигранти. Тука мораме да ги разликуваме овие две категории. Па веројатно и Германија го разликува тоа и прави некаква селекција. Токму таа селекција, хуманоста не подразбира само селекција, требаше да се прави генерално уште во старт со земање на оттисок. Поставете го прашањето зошто Грција се уште не ги евидентира со земање на оттисок. Договорот, последниот мини самит кој што има 17 точки од тој акционен план, воопшто и не се спроведува во Грција. Врз основа на тој акционен план 50.000 треба да бидат сместени во Грција и сите да бидат евидентирани. И потоа во тури, би рекол, сортирани, да бидат пропуштени во Германија. Што значи тоа сортирање на тие бегалци? Хумано или нехумано е тоа за вас? Вие велите дека најдобро се затворат границите, да не се прави никаква селекција и да останат луѓето во жариштето на војната, во конфликтот, да ги затворат сите границите. Како и Македонија, но доколку бидат затворени границите, како што велите Хрватска, Словенија и останатите земји, предпоставувам дека и Македонија би ги затворила границите заради тоа што е невозможно да ги прими бегалците. Повеќе од јасно дека Македонија нема капацитет да ги прими. Ниту Србија има капацитет да ги прими. Значи, со напливот на голем број на бегалци, верувајте дека... Кој е решението тогаш за тие бегалци? Па, решението треба да се бара уште на старт. Значи, решението требаше да се бара во расчистување со ИСИЛ, кој што буквално оваа војна во Сирија ја направи да биде брутална со нивните постапки. Оние кои што го создадоа ИСИЛ треба да го сосечат во корен. Ако така го сосекоа и ако се најдеше компромис за диалог помеѓу сириците, пред се мислам оние провладените на Хафез ел Асад и оние бунтовници кои што се изродија подоцна, тоа се дел од муслиманското братство кое што подоцна нивната улога ја превзема исламската Да, од кој цивилизираниот муслимански свет се оградува, се разбира. Вие како Фроден пратите Јас да ве прашам, која е целта да, значи, не би сакал да бидам разбран погрешно дека јас сум пред се хуман човек, меѓутоа хуман човек сте, но велите дека Ангела Меркел требала да ги затвори границите. Немојте така да ги затвори. Јас реков дека тој повик го направи стампедото од бегалци. Ако се сеќавате, тие први говореа за 800.000 луѓе, па после говореа за милион луѓе, за дека може да ги примат до нова година. И оттаму тоа беше мотив да тргнат во ова стампедо. И кој што треба, и кој што не треба, и кој што има мака, и кој што има други. Друго прашање, јас сега ќе ви го поставам. Зошто луѓето ги изложуваат на толкав нехумано постапување, пат, долг, кога во
опкружувањето на Сирија имате многу богати држави, многу големи територии кои што можат да ги згрижат за 24 часа. Очигледно дека позадината е сосем. Па немојте не сака. Како не? Добро, во ред. Дали Фродем испрати некакво соопштение во кое го осудува овој терор кој се случи во Франција, дека жалите за целиот случај, за целиот инцидент? Значи, за сега не испратиме, бидејќи се занимававме со оние внатрешни наши, би рекол, под наводници, мали недоразбирања, меѓутоа сигурно дека сожалуваме со сето она што се случи и ја поддржуваме борбата против тероризмот, ја поддржуваме и едноставно пред се сакаме да бидеме хумени луѓе, а од друга страна сакаме да им помогнеме на сите, меѓутоа во таа борба сите мораме здружено да се бориме против терористите, а сите заеднички да им помогнеме на сите оние луѓе кои што имаат потреба. Добро. Кој е вашиот став за ЛГБТ заедницата? Па, ЛГБТ заедницата, во принцип, јас демократ по убедување и секогаш ја поддржувам. Слободно својата сексуална ориентација секој може, според мое размислување, слободно да се изразува. Сте марширале со ЛГБТ заедницата за нивните права? Не сум марширал и чинам дека тоа нема да го правам во блиски иднина, меѓутоа мислам дека е доволно овој мој став. Со тоа што морам да кажам, јасно да кажам дека не ги поддржувам истополните бракови, да бидат законски регулирани, меѓутоа во принцип ги поддржувам. Во Македонија ЛГБТ заедницата не ни го бара тоа. Да, сигурно не го бара, меѓутоа во една ваква ситуација чинам дека се уште треба да помине малку време за да можеме ние односно поголем дел од граѓаните да ги разберат нивната сексуална ориентација. Добро. Кој е вашиот став за абортусот? Па, чинам дека, без разлика што јас сум конзервативец по идеологија, застапам конзервативната идеологија, чинам дека треба да се остави на правото на жените сами, односно на семејствата сами да одлучат дали ќе го извршат тоа дејство или нема да го извршат. Дали богатите треба да издвојуваат, односно да даваат поголем данок на државата за сметка на сиромашните? Секако дека повеќе, не можеме сите да бидеме рамноправно оптеретени, бидејќи оние што имаат помали примања едва и врзуваат крај со крај, а оние што е побогат треба повеќе да одвои за просперитет и прогрес на оваа држава. Албанците бараат нивниот јазик да биде втор по македонскиот. Согласувате ли со ова барање? Значи, мојот став по однос на албанците е мощно јасен и мощно гласен и дециден. Јас кажав дека стриктно почитување на уставот и на законите такви какви што се, бидејќи посебно со последните амандмани, имплементирајќи го рамковниот договор во Уставот на Република Македонија преку амандмани, јасно е кажано кој јазик е службен јазик во Република Македонија. Би причала ли промена на Уставот и албанскиот да стане официјален? Да, меѓутоа за да дојде до промена на Уставот треба една сериозна дебата, треба тоа е една подолга процедура. Но и вашиот став прашувам. Значи, мојот став мислам дека Уставот сега таков каков што е, треба да се почитува и апсолутно не треба да се излегува од рамките кои што се воспоставени со него, бидејќи излегувањето од рамките, за жал, ради политичко обстојување партиите на власт, речи сите кои што досега се на некој начин ги пробиваа рамките на Уставот, а при тоа останаа несанкционирани. Ако се не разбирам зошто сте против албанците или било кој да говори на својот мајчин јазик и тоа да биде официализирано. А кој вели дека не говорат? Па вие велите дека сте против отворање на Уставот и тој да стане втор официјален. Значи во Уставот е јасно кажано службен јазик во Република Македонија е македонскиот јазик и неговото кирилично писмо. Онаму каде што живеат повеќе од 20% секој има право да си го потребува својот јазик. Впрочем, во собранието на Република Македонија и секаде и комуникацијата и говорењето значи албанскиот јазик се применува. Како вие сакате да го применувате на цела територија? Да се го разбирате. Во Струмица сакате, јас апсолутно го... зашто да не, ако имаат потреба да говорат во Струмица, да говорат на официјал... Ве прашувам, не... Значи, јас мислам... Не дебатирам со вас, ве прашувам. А јас бев дециден и ви кажам... Сте против? Сум за доследно почитување на Уставот таков како што е во овој момент. Да, добро. Благодарам што. Благодарам и вам.